Областа Пореќе или просторот кој денес го запајќа општината Македонски Брод се наоѓа во западните делови на Република Македонија. Областа Пореќе се протега во средниот тек на реката Треска, чии води со милениуми ја живоопишуваат незината долина, пробивајќи се помеѓу мощно високите планински горостаси. Пореќе на југ е ограничено со планината Бушева, на запад е заградена со планинскиот венец на планините Песијак, Челоица со врвот Добра вода и Сува гора, а на исток котлината е обиколена со планинскиот масив Даутица и меѓународот попозната како Мокра планина, со незините ограноци Сува планина, Карачица, Перучица и Јакупица, кај народот попозната како Мочур планина со Солунска глава. До оваа област во минатото, а и денес се пристигнува преку 3 патни правци, и тоа регионалниот патен правец Р-513, а воедно и најпрометен пат Прилеп Македонски Брод Кичево, патниот правец Скопје Македонски Брод преку преминот Кула, кој поминува низ резерватот Јасен, и патниот правец Скопје Тетово Гостивар Стража Кичево, Пласница до Македонски Брод. Поречката котлина нема форма на права рамничарска котлина, туку наликува на разбранувана површина со планински венци испресечени со бројни речни долини, клисури, кањони и рамничарски предели. Од структурниот релјеф голем интерес побудуваат планинските врвови, кои овде се издигнуваат со височини од над 2000 метри, меѓу нив најатрактивен е врвот Солунска глава, висок 2540 метри. Исто така атрактивни се планинските горостаси Карачица со врвовите Карачица, кој се издига на 2472 метри, Перучица, кој се издига на 2423 метри, Попово брдо на 2380 метри и Миленков камен на 2217 метри, а пак на планинскиот Македонски горостас Даутица со својата убавина високо кон бескрајните небесни синила се издигаат истоимениот врв Даутица на 2178 метри, врвот Плавник на 2126 метри, на планинскиот предел Куртовица, врвовите Бел камен на 2074 метри, Добра вода на 2061 метро, Јошков камен на 1917 метри, Дупен камен на 1857 метри, Мусица на 1788 метри и врвот Клепало на 1624 метри, врвот Јалорник на 1453 метри, Фојник на 1421 метар и врвот Баби на 1275 метри. Почитувани мои, оваа кратка аудио-визуелна поречка туристичка разгледница ме наведе повторно да дојдам во Поречиево, да ја надополнам мојата архива од 25 видеодокументарни записи направени во изминативе десетина години, така да речам талкајќи по поречните планински масиви, клисури, кањони, речни текови и заборавените поречни села во најмладото и најмалото градче во Македонија, некогашното селиште на општината Самоков, градчето Самоков. Можеби се прашувате зошто дојдов во најновото и најмалото градче во Македонија, градчето Самоков. Имав две добри причини. Првата, да ги надополнам моите сознанија за историографското битисување на ова населено место, а другата, да направам видеозапис за малиот туризам, за адреналинскиот фестивал на отворено, Екстрем Самоков, во организација на општината Македонски Брод, кој за прв пат се случува во Поречието со намера да биде дел од многобројните поречки и туристички манифестации.
Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за Самоков тргнав рано, мощно рано, околу 4 саат од Народски кажано, овој пат со моето возило, со стариот руски джип, со камазот, кој речиси 20 и кусур години ми е верен сопатник, откако малку го оставив и тој што се вели некој ден да одмори, да се среди малку, да се подготви за новите патешествија што го чекаат. По речиси 2 и кусур време Народски кажано возење по магистралниот пат Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Македонски Брод, продолжувајќи по речиси 50 километарската магистрала во правец на Поречкото езеро, во раните утрински сати стасов Самоков, каде што раскошно блискотеше под утринските зраци на Поречкото сонце. Почитувани мои, пред да ја видите туристичката разгледница за адреналинскиот фестивал на отворено Екстрем Самоков во организација на општината Македонски Брод, која за прв се случува во Поречието со намера да биде дел од многобројните поречки туристички манифестации, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова најмало и најмладо градче во Македонија, како нераскинлива драгоцена слика, проткаена низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишени документи кои датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на ова регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од оваа област, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. Атарот на најмладото и најмалото градче во Република Македонија, Самоков, зрачи на овој простор, преточен во бројните археолошки локалитети, многуте тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби, создавани од бригите, пелагонците, пајонците, линкестирите, енгелејаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алмоитите, бигдонците, крестонците, бисалите, еордејците, едонците, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, на македонската кралска династија на Аргиадите, на дополнет за време на Римската империја, на византискиот император Јустинијан I. Почитувани мои, патувајќи низ Самоковскиот атар, ја видов и прочитав 11-тата и 131-та царска новела
izdadeni od vizantijskijog car Justinijan I od 535. godina pri osnovanjetu na arhipiskopijata Justinijana Prima, čiji Justinijanovi noveli važan i za Ohridskата arhipiskopija gi prelistav mnoštata crkovni povelbi žitija od 969. godina do 1080. godina za vreme navladenjeto na sinovite na makedonski od komitopula Nikola, na makedonskite komitopuli Aron, David, Mojsij i Samoil, posebno za vreme navladenjeto na makedonski od vladetel carov Samoil od 979. do 1040. godina i crkovните записи koji datiraат od времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, koji vladajaат со Македонија od 1014. do 1018. godina, vizantijskите записи od времето на Јован Шкилица, поточно кажано od 1018. do 1025. godina, za vreme na vladењето на византijскиот император Василий II, црковната грамота на царот Константин Асен Тих od 1257. godina, грамотата на византijските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог od 1299. godina, во црковните повелби od 1280. godina, Христоволот od 1300. godina, напишани од кралот Милутин, посветен на поречкиот манастир Рождество на Пресвета Богородица, каде што е забележено дека лозијата, водениците, нивите, ливадите, пасиштата и планините се дар на овој манастир. Во Христоволот на кралот Стефан Душан од 1335. година, каде што е запишено дека на поречкиот манастир Рождество на Пресвета Богородица му го подарува и селото Самоков. Црковните записи od Stefan Uroš Dušan IV Nemanjić od 1346. do 1355. godina, crkovните повелби на кралот Стефан Урош V Nemanjić Несилниот od 1356. godina, crkovните повелби напишани од македонскиот властелин кралот Димитрije Волкашин od 1365. godina do 1371. godina, и кај црковните записи на македонскиот владетел кралот Марко од 1371. година до 1393. година. Покрај овие пишани документи за обстојувањето на Самоков говорат и археолошките локалитети Кале, Градиште и селото, како и новонајдените темели на многу цркви и манастири, како што е црквата Свети Теодор Тирон. За постоењето на ова градче говорат и остатоците од многу тврдини, кули, анови, кои покажуваат дека на ова подрачје постоела голема градска населба, од каде што големи каравани заминувале за Прилеп, а оттаму во правец на Солон, а преку Скопје за Дубровник, одобрени од страна на царот Душан, така и од кралевите Димитрije Вокашин и кралот Марко. Копајќи ни старите записи, пронајдов записи за Самоков кои првично се датирани во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467 и 1468 година, каде што Самоков како дел од поречијето припаѓа на румелискиот вилајет под управа на ајдинскиот беј Џунејд беј, потоа пописниот дефтер од 1568 1569 година, каде што е заведено дека населението е рисјанско, а малку е населено со мухамеданци. По паѓањето на поречките села под власт на отоманците, Отоманската империја воспоставува своја управа. Првично на високата управна единица во која влегувал Самоков бил румелискиот Беглак, формиран некаде во времето помеѓу 1362 и 1385 година.
Отоманската власт со заземањето на Порече формирала своја локална власт и извршила територијална поделба. Селата од десната страна на реката Треска припаѓале на Прилепската нахија, а мудрурлокот се наоѓал во селото Дебриште, а селото Трешнаво припаѓало на Богомилската нахија, чиј мудрурлок се наоѓал во селото Согле, додека пак селото Пуста Брезница припаѓало во Скопската нахија, чиј мудрурлок се наоѓал во селото Света Петка, а сите села што се наоѓале на левата страна на реката Треска припаѓале на Кичевската нахија, а мудрурлокот се наоѓал во селото Самоков. За потребите на мудрурлокот во Самоков била изградена касарна наречена Кашла, каде што била сместена редовната отоманска војска. На селаните им било дозволено самите да си ги поставуваат селските коџобашии и азии. Коџобашијата го представувал селото, а азите биле еден вид одборници. За коџобашии и ази биле поставувани поимотните селани во селото. Коџобашиите имале задача да ги извршуваат наредбите зададени од страна како на султанот, така и од спаиите, беговите и агите, јазаджиите, бегалиите, јумргџиите и заптиите. Селскиот пољак го одредувал мудурот. Коџобашиите имале задача за секоја селска куќа да отворат рабуш, каде што се забележувале платените даноци во лири, череци, бели меѓидии, грошови, акчиња и аспри. Во 1467-68 година отоманските власти го направиле првиот попис на населението во Поречијето. Во тоа време селото Самоков бројало 30 куќи, кое било економски мощно развиено, кое било задолжено годишно на падишакот да му даде 20 кобли пченица во вредност од 400 акчина, јачмет 20 кобли во вредност од 300 акчиња, данок од свила 800 акчиња, ушур од лозје 1000 акчиња, данок од бостан 40 акчиња, лен 100, ореви 10, данок од свињи 50 акчиња, данок од воденици 30 акчиња, ушур од улишта 30 акчиња, ушур од овоше 10, свадбарина 30 акчиња, нијаве 20 акчиња и испенџе 1680 акчиња или вкупно околу 5000 акчиња. Акчето била ситна монета со голема вредност. 20 акчиња чинеле товар пченица, а товар пченица правеле 20 кобли. Еден кобил правел еден кутел, а еден кутел правел 4 шиници, а еден шиник тежел 25 кг жито. Во селото Самоков постоел султански имот наречен Хас, а во името на султанот со имотот раководеле Али и Ајџуди Сулейман бек и Али Совак бек со вкупен годишен приход од околу 8000 акчиња. Во селото со посебен султанов берат бил потврден султанов имот во собственост на селската црква Свети Теодор Тирон, со кого раководел попот Грубен. Турската власт на секое домаќинство, покрај тоа што му земал данок од останатите приходи, како што е данок десеток, беглик на стоката, им ја одземал и по добрата земја, на тој начин создавајќи тимари и мезри, со кои раководеле турските паши, бегови и аги. Под притисок на отоманската власт, мештаните од Самоков се повеќе ги заселувале големите планински предели и остри врвови на овој крај, но исто така планинските пасишта се повеќе ги привлекувале да бидат сточари. Најмногу се одгледувале кравите од расата Буша, овците од расата Праменка, козите од расата Санска. Речиси секое семејство одгледувало најмалку по 500 овци и кози, 20 говеда, 10 коњи маски, а поимошните семејства и до 1000 грла овци и кози, а поради непристапниот терен и големата оддалеченост од пазарите,
сточарите многу ретко ги носеле своите производи на пазар, повеќето од производите ги употребувале за своји потреби. Кожината од козите ја преработувале во мутафи, врејчи, дисејди, волната во јамболии, веленца, волнени панели, чорапи, кошули, бечви, џамадани, додека кожата ја употребувале за изработка на кожуви, обијала, опинци, мешини и други производи. Некои селани се занимавале со смоларење, а смолата од отоманската власт била многу барана во тоа време при правењето на бочвите, касите и качињата. Во ова време во Поречието било многу развиено топењето на железната руда. За таа намена во рудниците се носеле затвореници и ширум балканските земји, претежно христијани, а некои од затворениците, откако ќе ја одлежеле казната, трајно се населувале во Поречието. За таа намена во селото Самоков била отворена и топилница во која се топела железната руда и се ковало железото. Во Самоков се ковале и тешките железни пранги и окови за затворениците во различна големина и тежина. Самоков никогаш не станало беговско и чифлигарско село со чифлик сајби, а мештаните чипчи, иако мудрулакот се наоѓал во селото. Дека ово село на овие простори опстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1397 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Крчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото имало 365 жители, од кои 320 христијани и 45 мухамеданци. Според историографскиот запис на екзархискиот секретар Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, Самоков броело 304 жители. Дека селото Самоков на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи доктор Петар Јовановиќ, Селските населби во Порече, издадена во Белград 1959 година. За селото го забележал следното. Селото Самоков се наоѓа во областа Долно Порече. Куќите на ова село се сместени во повисокото планинско земјиште. На планинското земјиште се наоѓа плодна почва, погодна за жито, додека на повисокото земјиште има шуми и пасишта. Селото има збиен тип. Дека селото Самоков на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ, публикацијата материјали за изучување на Македонија, напишана од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1896 година, каде што во оваа публикација има доста податоци за селото Самоков, каде што во оваа публикација е запишано: селото се наоѓа на 60 на километри северно од Скопје, селото е средно по големина и богато село. Луѓето се многу вредни и мирољубиви, како и сите селани во областа. Близу до селото се наоѓа местноста Манастириште. На една рамнина посеат остатоци на мала црквичка со конаци кои зборуваат дека овде порано постоеле развиени форми на монашки живот, манастирско училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Според податоците, од 1870 година селото се нарекувало Самоков,
и имало 74 домаќинства со 220 христијани и 20 жители мухамеданци. Во 19. век Самоков припаѓало во Кичевската каза на Отоманското царство. Втората половина на 18. век за Самоков е период кога доживува најголем развој, каде што голем допринос дале Дозан ага, Кара Мустафа бек, Абдул ага, Сейди бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек, додека пак Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Казис ага, Тевди бек, Аджи Абдула бек и Аджи Руфет бек со нивни пари ја изградиле претходно разорнатата црква Свети Теодор Тирон, кој се наоѓа на самиот излез на селото, кој воедно во тоа време бил соборен силски храм, кој храм се до Балканските војни бил со голема купола. Селото Самоков уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во црквата Свети Теодор Тирон на македонски црковен и книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот Рафаел Грозданов. Во учебната 1900-1901 година во Самоков учествувал и даскалот Венче Милованов, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на ТМОР, прв во ова регија. Во селото учители биле и Милосије Захариев, Крсто Митовиќ, Спасоје Стојановиќ, Ристо Антич, Перо Наковиќ и уште многу други. Во подалечното минато, мештаните од селото Самоков учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така селото не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак дел од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае громнината, а во Народно-ослободителната војна на ударот на слободата за создавање на македонска држава, своите животи ги положија Јордан Арсовски, Јордан Јосифовски, Лазо Ваневски, Михајло Трајановски, Тодор Аврамовски и Јордан Милошевски. Кога секој добронамерник ќе дојде во Самоков, кога ќе прошета низ селските сокачиња и пачиња, се уште ќе ја сретне старата традиционална македонска чаршиска архитектура, која и порано ја имало ова село, која се карактеризира со приземје изидано од камен, каде што се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите за житото и кат, изграден од камен, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но ќе се одушеви и од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи кои говорат дека селото Самоков не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Самоков,
да направам видеозапис за малиот туризам, поточно речено да направам документарен запис за адреналинскиот фестивал на отворено Екстрем Самоков во организација на општината Македонски Брод, која за прв пат се случува во Поречијето со намера да биде дел од многобројните поречки туристички манифестации. Почитувани мои, предлагам дел од оваа туристичка манифестација да проследите во продолжение на оваа репортажа. Во име од нашата група на пињачи, ќе завртиме една крг мало тука. Еден адреналин. Адреналин мало се да им покажем. Ајде. Почитувани мои, што гледате нас се измакан. Тоа е адреналинот, тоа е убавината, тоа е джипот, тоа е македонскиот народ, тоа е Република Македонија. Ве поканувам да ја посетите Република Македонија, да дојдете во овие неоткриени убавини, каде што ќе видите што е сласт, што е убавина. Ќе мора малце да истресам капава, ама не си, ќе види. Така. Океј. Така. Добро утро. Еве денечка, до душа од вчера сме одека во Поречијата према Добравода со офроадот. Твоето име и презиме? Што е тоа што те влечи да крстелиш низ Македонија, да крстелиш низ убавините? Природата е неубавиот дел, ова е неубавиот дел на Македонија. Кои импресии ќе ги пренесиш на твоите? Неверојатно. Поготово овој дел што е пошумен и изборите на секој 100 метра избор, 50 метра избор. Многу вода и многу убаво. Вие сте прошетале цел Балкански... Цела Македонија. Така. Ајде вака едно провокативно прашање. Кој да би го одвоил најубав? За мене најубав е овој дел овдека, Лешница. Има неколку делови во Македонија, али ова е еден од најубавите дели. Што е тоа што те влечи да одиш од млади години, како планинар да речеме? Да едно е дружењето. Друго е љубовта према природата. Има планирањето повеќе компоненти составено. Старите планинари знаат тоа, али тоа е еден доживљај посебен. Дружењето, природата, све заедно. Може ли да се причетиш кога беше многу помлад? Која беше твојата првата планинарска патека, така речено? Тогаш, крај на 70-те години, почеток на 80-те, беа организирани на ниво на федерација. Прва ми се чини дека беше у Кичево, на Лопушник. Кое беше доживувањето во тој временски период? Неверојатно. Една порака до нашите... До младите. До младите. Што повеќе да бидат во природа, повеќе да се дружат и да сакат природата. Што адреналински фестивал токму овде.
затоа што нашите планински патеки пленат со своите убавини. Нашите екстремни стази пленат со својата природна убавина, каде што може да се доживеат многу прекрасни моменти. За Самоков не треба да се зборува, за Самоков не треба да се раскажува. За Самоков треба да се доживее. И затоа многу ви благодарам што денеска сте дел од нас. Официјално овој адреналински фестивал на отворено Самоков Екстрим го прогласувам за отворен. Уште еднаш ви благодарам. Денеска која рута имаме? Па денес имаме рутата од Самоков, потоа до село Рамне, потоа се спуштаме по подиште, место викано подиште Равенско и влагаме ватарот на село Брест. И потоа се искачуваме од село Брест до врвот Фојник, на кој имаат и малечко црквиче тука, возобновено. Црквиче е возобновено на темели од рано христијанска базилика. Овај простор од вака е населен уште од луѓето од камена доба, затоа имаме доста артефакти. Го можам да кажам дека големата пештера која се наоѓа во подножјето на Треска, од горе од ридот може да се види тоа. Има пронајдоци, онеа најдено, па можам да кажам дека е побогата од пештерите во Франција, таа познатата пештера во Франција. Така? Да. Можам да кажам дека нова имаше негде колку, мислам дека 4000, не дека, како што кажа, имаше неколку пишани извори, 4000 артефакти, остатоци, од тоа време на метар квадратен. Така. Да, и од тогашно време, од времето потоа на Александар Македонски, средновековните македонски царства, па се до ден денес од вака имаме еден континуитет на живот во овој прекрасна и недопрена природа. Со што ние со овој настан сакаме да онадиме едно внимание да привлечеме за луѓето да идат тука, да бидат авантуристи, да го истражуваат овој предел, оваа убавина и секако да уживаат во тоа. Затоа ги повикувам сите кои се во можност и имаат љубов кон природата да дојдат во Порече, во општина Македонски Брод и да уживаат во неа. Дори еден рекол да е почета Македонија, Да. затоа што побава земја, која што запишено во Библијата, од Македонија нема никаде. Продолжуваме? Продолжуваме? Ајде. Така. Почитувани мои, како се одвиваше дводневниот адреналински фестивал на отворено Екстрем Самоков во организација на општината Македонски Брод, кој за прв пат се случува во Поречието со намера да биде дел од многобројните поречки туристички манифестации, ќе ви пренесам во наредната документарна репортажа.